Го следите неделното интервју на Слободна Европа. Во него гостине министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Министерке Царовска, зошто законите со кои се овозможува реформа во социјалната сфера се уште не се изгласани во собранието, кога и вие знаете дека 400.000 граѓани живеат под прагот на сиромаштијата и чекаат нивниот живот да добие поинаков тек? Намалувањето на сиромаштијата во нашата држава, посебно и детската сиромаштија, е приоритет на оваа влада и тоа го покажавме и со интензивното припремање на оваа реформа и со брзото поминување на законите низ владините процедури, но како и секоја реформа, така и оваа реформа бара преговори, бара да се изслушаат сите засегнати страни, како Сдружение на граѓани, така самите засегнати граѓани, но исто така и политичките партии, сите оние кои што во собранието треба да изгласаат оваа реформа. И јас сум сега сигурна дека во текот на овој месец ќе усвоиме, дека веќе во наредниот месец ќе почне исплатата. Има ли разбирање во владата за потребата од ургентно носење на овие закони со кои се зголемува социјалната помош, опфатот на детскиот и образовниот додаток, се воведува гарантирана социјална пензија, кои како мерки беа ветувани пред 2 години? Како што кажав, тоа е приоритет на владата и токму затоа и интензивно се припреми, интензивно се поминуваше низ сите процедури во владата, премиерот лично застана позади оваа реформа, исто така и министерот за финансии. Јас сум горда што како тим го сработивме целото и што очекуваме исплата наредниот месец. По изгласувањето на законите, колку брзо и лесно ќе оди нивната примена со оглед дека имплементацијата требаше да почне на почетокот на оваа година, кога корисниците на социјална помош може да очекуваат поголеми износи? Веднаш по донесувањето на законите, поради тоа што и подзаконските акти се усогласени со законодавство и чекаме само да собранието ги изгласа, да се објават во службен весник, веднаш после тоа се објавуваат подзаконските акти, исплатата ќе почне затоа што и системите се припремени, дури и центрите социјална работа согласно новиот закон ги имаат распоредено домаќинствата. Дали се предвидува да се ублажи критериумот за стекнување право на социјална пензија со оглед дека се предвидува партнерот да нема никаков приход? Оваа државна социјална пензија не е поврзана со пензијата која што ние велиме се плаќа преку придонеси. Токму затоа, тоа е социјална мерка која што се однесува за стари лица и таа треба да биде под минималната пензија која што ќе остварите вие како граѓани кои што уплакал придонеси. Знаеме дека таа е нешто над 8.000 денари, минималната пензија која што е со придонеси, ова е 6.000 денари и сметаме дека е сосема доволно за да две стари лица може да кажеме дека ќе живеат и ќе има како да се прехранат. Во моментов, доброто на оваа државна пензија затоа што не го земаме во предвид приходот на нивните деца. Досега таква мерка немало. Ако имаат децата финансиски средства да ве издржуваат, вие како старо лице, независно што немате пензија, ќе требаше да ве издржуваат тие. Ние тоа го тргаме и велиме да, старите лица работеле во нашата држава и да биле на пазар на сива економија, сепак придонеле кон ова општество и ние треба да им вратиме како држава. А ќе има ли измени во критериумите за доделување на социјална помош, зашто ние како новинари на терен се соочуваме со многу сиромашни граѓани кои не можат да остварат право на постојана парична помош зашто се губат во административно-правни лавиринти, например лица кои немаат државјанство. Оние кои што не остваруваат право заради правни причини, воведуваме управувач со случај во Законот за социјална заштита, што значи дека ќе има одговорно лице кој што ќе се грижи за детектирање на сиромашните лица на локално ниво и каде што тоа ќе ги извлекува да во системот не заглават, а да го остварат правото. Тоа ќе биде негова задача и тоа е главната реформа на центрите за социјална работа во делот на услуги. За оние кои што немаат државјанство, знаете дека имаше акција преку ова министерство и преку управата за матична евиденција, каде што се регистрира 600 граѓани кои што немаат државјанство, немаат документи едноставно, не само државјанство, туку едноставно немаат како да го остварат правото на идентификација во државата. Ги попишавме. Сега во моментот се преговара закон по кој што сите тие кои што се во тој регистар ќе ги остварат своите здравствени, социјални и образовни права. Тие нема да добијат државјанство, но државата ќе рече да, тие живеат на оваа територија и ќе им ги оствариме овие и овие права. И со тоа ќе се надмине и тој ризик. Се носат закони, но и понатаму во реалноста се соочуваме со неубави слики на граѓани кои просат, а меѓу нив и деца. Најавивте дека децата ќе бидат заштитени и нема да бидат злоупотребувани, но проблемот е видлив. Сите современи држави имаат граѓани кои што се на улица и кои што просат, дел со избор, дел без избор, но децата не смеат да бидат на улица. Токму затоа оваа реформа се базира на искоренување на детска сиромаштија и даваме детски и образовен додаток. Секое семејство
кој што ќе добива детски образовен додаток и минимален адекватен приход има две задачи. Едно е дека родителите треба да бидат вклучени во преквалификација, доквалификација и да се вклучат на пазар на труд, а децата треба да бидат во училиште и да не бидат на улица. Затоа, ако видовте, тимовите кои што работат со деца на улица, сега интензивно се и ги попишуваат сите деца кои што ги идентификуваме на улица. Во моментот кога ќе добиваат образовен и детски додаток, нема да смеат семејствата да ги изнесуваат децата на улица. И тоа ќе биде исклучително забрането. Ние ќе се трудиме да ги поддржиме семејствата најдобро што може и да им објасниме дека сега државата трансферира пари, не даваме трошки, туку даваме голема сума на пари кон овие семејства, со цел да ги извлечеме од сиромаштија преку работа родителите, а децата преку тоа што ќе ги образуваме и тоа што ќе ги вклучиме во општеството. Најавено е уште едно зголемување на минималната плата која треба да изнесува 13.000 денари. Но има посочувања од некои работници дека ги враќаат платите кај работодавачите назад во плико. Како да се спречи злоупотребата со минималната плата и 13-тата плата и имате ли податоци за колкав број на случаи станува збор? Имаше интензивна анализа од страна на Државниот инспекторат за труд, кој што покажа дека навистина е намален бројот на неисплати на К15. Затоа што во 2018 година многу беше поголем бројот на граѓани кои што или работници кои што не добија К15, додека во 2019 година имавме задолжение од влада да Државниот инспекторат за труд точно влезе во компаниите кои што се ризични да не исплатат К15 и добивме поголемо задоволство кај работниците, дури и самите здруженија на граѓани кои што ја следат работата на компаниите и како се прекршуваат работничките права, тие искочија дека да, апсолутно бројот на неисплатена К15 е помала и дека работничките права се унапредуваат. Дека предизвици постојат, дека Државниот инспекторат за труд треба да го зголеми својот капацитет, тоа е апсолутно така и ние во влада го разговараме истото ова прашање дека инспекторатот за труд мора да претрпи одредени преструктурирања внатре од една страна, но и дополнителни инспектори, а инспектор не се создава за една година, тие се со искуство минимум 5 години во системот и така натаму, за да сме сигурни дека пораката и работата на инспекторите е квалитетна за да може да добиеме и сигурни извештаи од терен. Сте били ли вие лично на терен во некоја фабрика со оглед дека има посочувања за прекршување на работничките права по повеќе основи, особено во кожарската и текстилната индустрија? Да, апсолутно. Јас не само што одам туку и се среќавам со работнички. Лично јас сум во интензивна соработки со оние кои што се најгласни дека се прекршуваат работничките права. Гласен текстилец во источниот регион во Република Македонија. Јас сум свесна за истото, јас сум се борела за тие работнички права и пред да стана министерка и денеска останувам со истите вредности и истиот став и затоа и се менуваат работите. Затоа и не одиме наназад, туку се движиме кон унапредување. Но нема систем кој што се оправа преку ноќ. Системот се оправа, да, преку закони, едно, второ преку подзаконски акти, трето е преку промена на начинот на однесување и почитување на законите. Како сте задоволни од процесот на деинституционализација и отворање на мали домови во населбите и се соочувате ли со одредени проблеми? Ние извадивме повеќе од 75% од децата од институции и до 2020 година сакаме да ги извадиме сите деца, до 18 години да нема веќе деца во институција, во каква и да е институција, додека 35% од возрастните лица кои што беа сместени во институција, а се со интелектуална или физичка попреченост, се веќе надвор, со тоа што се интензивира излегувањето од Бања Банско и од Емир Капија за да го зголемиме процентот на излезени и возрастни лица до 2020 година. Емир Капија е најголемиот предизвик за нашата држава воопшто, затоа што таа е со најмногу луѓе и ни остануваа, да речеме, уште 150 на луѓе кои што веројатно од 2020 до крајот треба да ги извлечеме. И имаме во моментот техничка поддршка која што користиме од Европската комисија, со која што сигурна сум дека заеднички ќе го интензивираме извлекувањето од Емир Капија. Но има посочувања дека во некои од домовите за лица со интелектуална попреченост, конкретно во дом во Волково, се соочуваат со финансиски проблеми. Имате ли вие информации за ова и на што се должи тоа? Она кое што вие го спомнувате во Волково е водено од Сдружение на граѓани Порака. Тие имаат своји единици во Неготино и единици во Волково. Државата по дете плаќа 18.000 денари. И со тоа плаќање тие треба да ги обслужат потребите на децата кои што рекле дека ќе ги згрижат и тие имаат договор со Министерството за труд и социјална политика. Јас немам информација дека тие се соочуваат со одредени предизвици, но во секој случај дека можеби со новиот закон и со новата методологија за чинење на услуга која што државата ја купува од друг
партнер, како е сега во моментот Сдружение на граѓани, дека може би треба да се зголемува, но за тоа следат преговори. Сега во моментов тие и повеќе од 10 години ги одржуваат овие единици, што значи дека навистина парите веројатно им се доволни. Очекувате ли да бидете одминати со реконструкцијата што ја најави премиерот Заев, со оглед дека повеќето министри рекоа дека се задоволни од својата работа? Промени се потребни, како што најави премиерот, и се секогаш добра работа. Јас секогаш сакам промени. Сигурна сум во одлуките на премиерот, дека тој ќе ги движи врз основа на учинок на министрите и односот на министрите кон граѓаните, така да немам дополнителен коментар по однос на тоа прашање. Ви благодарам на разговорот. Благодарам вас. Го следевте неделното интервју на Слободна Европа. До гледање.